Решенијата за данок на имот за 2025 година се дистрибуирани до граѓаните. Доколку некој периодов нема добиено решение на домашна адреса, слободно може да се обрати во секторот за даноци при општина Куманово, во зградата на поранешен Козјак спроти градскиот стадион, информираат надлежните. Имено решенијата за данок на имот за 25 година беа генерирани во дадениот, односно предвидениот законски рок. Истите беа дистрибуирани до граѓаните, па на оваа прилика да искористиме доколку граѓаните немаат примено решение за данок на имот за 2025 година, слободно може да се обратат во просториите на секторот, кој се наоѓа спроти градскиот стадион, односно поранешна зграда на Козјак, ќе добијат информација од нашите вработени, начинот на плаќање, износот кој што треба да го платат и на тој начин да се исполнат својата граѓанска обврска. По генерирани дистрибуирање на решенијата, можам да кажам дека процентот на наплата за ова 2025 година се движи на следниот начин. Значи имаме 33, скоро 34% наплата за назив на деловна просторија, односно фермарина. За данок на имот за физички лица наплатата не е некаде околу 20%, а данок на имот за правни лица е некаде околу 42%, што значи дека граѓаните по прием на решенијата веќе почнале да ја исполнуваат својата обврска. Исто така, сега е периодот на годишни одмори, се надеваме дека овој процент понатаму ќе порасне. По однос на претходната година, 2024 година, по генерирање на опомени, достава на истите до граѓаните кои што ја немаат платено данокот на имот за 2024 година, процентот порасна. Значи некаде данок на имот за физички и правни лица ни се движи околу 70 до 75% наплата и назив на деловна просторија околу 56%. Согласно ова што го гледам, ние сме и задоволни од приходот од наплатата за 2025 година. Значи граѓаните по прием на решението веќе и почнаа да ја исполнуваат својата обврска. Се надеваме дека и понатаму ќе до крајот на годината дека ќе си ја завршат обврската, ќе си го платат данокот за да не генерираме опомени ко следна фаза. Ние секојдневно, односно тековно вршиме ажурирање на базата со податоци со кои што располагаме, на начин на кој што по службена должност доколку утврдиме дека има двојно доначување, ние по службена должност истото го регулираме, меѓутоа доколку граѓаните утврдат, односно добијат решение за данок на имот за недвижен имот, а истото гласи на двајца или на родител, син и така, слободно може да се обртат во нашите простори, како што претходно напоменав. Ние се наоѓаме карши градскиот стадион, односно поранешна зграда на Козјак, од страна на вработените ќе пополнат одредени барања што ги има даночни пријави и истото ќе биде регулирано.